Благодарам. Ние бевме заедно пратеници, колега Макрадули, кога вие, ама точно говоревте околу информацијата, кога тогаш како опозиционери ја имавте доставено. И она што го барате како мерки од наша страна, да предложиме како опозиција сега. Вашата единствена мерка тогаш беше дека најитна и приоритетна мерка е да замине ВМРО ДПМН од власт. Тоа беше мерката што вие ја предлагавте. Меѓутоа, сега да почнеме, ама многу правилно и конзистентно. Колкав е вашиот сериозен однос кон ова прашање? Говори од издвоените парични средства при носењето на буџетот. 101,6 милиони евра. Почитувани граѓани, не може да се реши ова прашање. Вие тука ни доставувате табели на кои самите не верувате, затоа што ако беа точно и веродостојно тие податоци, Скопје немаше да биде на врвот на светот град најзагаден. Почитуван бивши колега, како пратеник од опозиција бевте навистина многу гласен и можете со тоа да се гордеете. Меѓутоа сега како заменик министер немате ништо направено. Вие дадовте изјавата дека нема да има нови филтри во рек Битола. А тука беше главната, тука ви беше главниот мотив околу и главната заложба што тогаш ја кажавте и ги манипулиравте граѓаните. Кажавте дека со вашето доаѓање во вашиот план за живот ќе има 18 нови мониторинг станици. Вие во вашиот план само пишувате, ама ништо немате остварено. Можете многу да се фаќате заглава и имате зошто да се фатите. За рек и за Битола е главното. Зошто го запревте процесот на топлификација? Јас имав пратеничко прашање до вашиот премиер на 31. мај 2018 година. Кажа дека тој е добар проект кој го започна ВМРО ДПМН, дека вложените 39 милиони евра ги потврдија и дека тој треба да продолжи. Само на таков начин ќе се намалеше загадувањето во Битола, а не ова што вие сакате да го кажете во едно училиште, во некоја градинка сте направиле енормно намалување на загадувањето. 3200 жители годишно во Република Македонија умираат. Ние не бевме најзадоволни како влада, имавме предложено, односно владата, 31 мерка, кои требаше и се спроведуваа. Се правеа ревалитизација на котлите во рек Битола. Се вложија 80-90 милиони евра. Ништо во тој период не сакавте да слушните дека се прави. Ништо. Само напаѓавте. Меѓутоа сега, ова што вие ни го предочувате значи штитење на некои бизнис интереси и групи, посебно она што нашиот колега Илија Димовски го кажа. Да ни дадете како пратеници каде, кои фирми и кои интереси ги штитите. Контрареплика, заменик министерот за животна средина. Повелете.